Во новото коригирано соопштение се вели дека станицата за полнење на електромобили чини 301.490 денари, а електроскутерот 246.738 денари или вкупно 548.228 денари. Средствата за реализација се од буџетот на општината и се додава дека со договор за јавна набавка склучен на 5 октомври 2017 година, општината набави станица за полнење на електромобили и електричен скутер. Барањето за оваа набавка е поднесено на 15 мај 2017 година, а јавната набавка е составена од два дела. Договорот за станицата е склучен со Фибернет МК, а за скутерот со КМГ Еол Квазар, со учество на тројца, односно двајца понудувачи, според најниска цена постигната со електронска аукција. Станицата за полнење на електромобили чини 301.490 денари, а електроскутерот 246.738 денари или вкупно 548.228 денари. Средствата за реализација се од буџетот на општината. Набавката на станицата и на електромобилот е заради подобрување на квалитетот на граѓаните на локално ниво, со намалување на штетните гасови, намалување на урбаната бучава, заштитеноста на почвата и водата, помали трошоци за одржување и пониска цена на погонско гориво, како и актуелниот развој на автомобилската технологија. Од технички аспект, станицата за полнење електромобили е уред со веб апликација со AirFit картички со кој што располага општината, со кој се овозможува пристап за полнење. Станицата има два излеза, што значи едновремено може да се полнат два електромобила. Електричниот скутер пак се полни преку адаптери на обичен штекер и со едно полнење кое трае од 7 до 8 часа може да помине околу 80 км. Општина Кочани е една од ретките во државата која набави станица за полнење на електромобили и електричен скутер.